Почитуван председател на Република Северна Македонија господине Пендаровски, почитуван амбасадор на Република Чешка господин Лудва, почитувана амбасадорка на Кралство Шведска во Република Северна Македонија Ами Ларсон Джаин, почитуван домаќин на оваа конференција Бојан Маричич, почитувани представници на дипломатскиот кор, на граѓанските организации, представници на парламентот, почитувани колеги од владата. И пред се почитувани граѓани и медиуми. Извештајот на Европската комисија, кој пред 2 дена ни пристигна, е многу повеќе од документ. За нас тоа е јасна верификација дека сме на добар пат и уште појасна насока каде треба да чекориме. А чекорењето единствено е можно забрзано кон европскиот пат. Нашата посветеност на реформите, кои треба да ја трансформираат и европеизираат Република Северна Македонија, се пресликани во позитивните оценки на овој извештај. Тој докажува дека реформите кои што ги спроведуваме се одржливи и го нотира напредокот. Овој извештај, како ниту еден до сега, праќа многу јасни пораки. Првата порака е дека во нашата држава постојат 2 концепти. Едниот концепт е оној на чие чело што сум јас. Тоа е концептот кој што го застапувам и велам дека македонските граѓани со крената глава, со дигнитет, треба да чекорат кој Европската Унија и да седат на големата маса во Брисел. Вториот концепт, кој што е нотиран во овој извештај, е концептот на блокади, концептот на седење на мала, изолирана маса, како што седевме 11 години во минатото, а при тоа на народот да му велат дека ќе биде горд, сам, изолиран, на мала маса тука во Македонија. Тоа е разликата меѓу овие 2 концепти. Вчера имав гостин од странство, висока делегација. И ми каже една реченица, конечно, Европската Унија ве награди со почеток на преговори во јули оваа година. Јас си кажав, би ја парафразирал вашата реченица. Ние сме тие кои што го спасивме образот на Европската Унија. Тука. Зошто? Затоа зашто како ниедна држава требаше да донесеме одлуки кои што беа тешки и кои што предизвикуваа лоши чувства кај нашите граѓани. И јас ги делам тие чувства. Прво, ние сме единствена држава која што за да пристапи кон Европската Унија и пред тоа кон НАТО, требала да го смени името на својата држава. Второ, јас бев дел од преговорите со Република Бугарија. Тие преговори, за мене и за граѓаните на оваа држава, предизвикуваат чувство. Јас го имав тоа чувство. И го делам чувството на граѓаните. Како некој со нож да ви го сече стомакот. Но на крајот на денот треба да донесете одлука. Треба да донесете одлука дали државата ќе оди во Европската Унија, таму каде што има економски напредок, таму каде што има социјална правда и таму каде што има владење на демократијата. Или ќе седите дома, сами, изолирани, раскарани со сите. И ја донесов таа одлука. Зошто? Затоа зашто тие кои што беа против, тие кои што беа воздржани, не дадоа алтернатива. Која е алтернативата? Кој животен стандард го нудат? Каква иднина на новите генерации нудат? Никој не понуди таква алтернатива. Да морам пак да ја носам одлуката, пак ја донесам истата одлука. И пак ја донесам со истото чувство. Ама нема да ја носам ради себе и својата политичка кариера. Туку ќе ја донесам заради идните генерации во оваа држава, кои што заслужуваат и треба да раснат во Европската Унија, заедно со сите други членки на овој сојуз, во кој ќе повторам, има економски напредок, социјална правда и владење на правото. А сите оние, кои што 11 години и 5 после тоа, декларативно се за Европската Унија, а се прават тоа да не се случи, со тоа стопирање, единствено
се противат на поголемо владење на право и на поголема борба против корупцијата. Тоа е единствената работа против која што се борат на крајот на денот. И затоа нема да зборувам за извештајот, затоа зашто тоа најдобро ќе го направи вице-премиерот за европски интеграции, бидејќи заедно го гледавме во детали, туку сакам да зборувам за она што треба да го направиме. Овој извештај исто така нотира, многу јасно, дека во оваа држава има два концепти од друг аспект. Еден концепт, на чие чело што сум јас, кој што предлага реформски закони, кој што предлага мерки за заштита на стандардот на граѓаните, кој што деноноќно работи на обезбедување на енергија, топлинска енергија, ресурси за производство на енергија. И втор концепт, кој што ги блокира 2 години сите закони во собранието. Ако можам да разберам еден дел од таа опозиција која што цел ден е на телефон со Русија, вториот дел не можам да го разберам. И затоа ги повикувам сите во собранието да се обединиме заради иднината на оваа држава. Затоа зашто од нас што сме во пратеничките клупи, што сме во канцелариите во владата, зависи колку брзо ќе се спроведат реформите. Јас сум убеден дека до 2030 година нашата држава може да стане членка на Европската Унија. Бидејќи до сега 45% од европското законодавство е усогласено со нашето законодавство. Ние имаме тимови, стручњаци кои што со години се во министерствата, кои што знаат што треба да направат во делот на усогласување на законодавството. И не рековме дека сме најпаметни. Го зедовме најискусниот преговарач кој што постоеше во овој регион. Главниот преговарач на Хрватска, кој што беше и постојан представник на Хрватска во Европската Унија, кој што беше и советник на нивниот премиер, сега е главен советник на нашиот главен преговарач. Бидејќи ако сакате играте во големата лига, тогаш мора да имате и играчи од големата лига во вашиот тим. И затоа, без никаква самоувереност, кажавме да, ќе земеме експерти кои што доаѓаат од наши пријателски држави. Она што е пред нас, ако влеземе во извештајот, има многу работи кои што треба да ги поправиме. Не е доволно само да се направи закон, да се изгласа закон. Тој закон треба да се спроведе. Затоа ги повикувам сите институции, особено институциите кои што се во делот на владењето на правото, кои што се во делот на борбата и справувањето со криминалот и корупцијата, да ги засукаат ракавите и со забрзано темпо да работат на спроведување на се она што е нотирано во извештајот. Зошто? Затоа зашто за 12 месеци ќе имаме нов извештај. Ама тој извештај нема да биде само едностран опис на тоа што ние правиме. Туку тоа ќе биде резултат на скрининг процесот кој што во моментов се одвива. Тој скрининг има два дела. Едниот е објаснувачки скрининг, во кој што Европската Унија ни кажува што е ново направено во европското законодавство од последниот момент кога тоа е направено пред период од 3 години, а во вториот дел кој што сега започнува, ние ќе треба да објасниме што, докаде и во која мера имаме направено во однос на усогласување законодавството, меѓутоа и во однос на спроведување на тие закони. Тоа е задача на владата. Ама тоа е задача на сите политички партии во оваа држава. Не може политичка агенда да биде кочење на иднината на сопствената држава. Политичка агенда може да биде економска политика, политика на даноци, политика на плати, социјална политика. Ама не може да биде политика кочење на иднината на својата држава. И затоа ги повикувам сите што поскоро да се обединиме и до 2030 година да ја видиме Северна Македонија како рамноправна членка на Европската Унија. Ви благодарам.